Оваа институција, односно Народниот театар Војдан Чернодрински е основан од љубов. Значи, луѓето кои што се собрали и го создали од љубов. И таа љубов, кој и да дојде во оваа театарска зграда, да работи или како публика, таа љубов ќе осети. 18 февруари 1950 година е крената завесата на Народниот театар Војдан Чернодрински. Оваа година навршуваме 75 години од своето постоење. Од 2004 година сме во состав на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков. 75 години, навистина, како што кажа Кери, многу долг период, многу издигнувања, многу падови, но сепак ние издржавме. Оваа година прославата ја правиме на некако сличен, но различен начин. Зошто зборувам? Народниот театар својот роден ден го прославувал генерално и сме имале еден тип на недела на театар, така наречена. Но оваа година е малку поразлично. Што значи тоа поразлично? Нема да гледаме продукција само нашиот ансамбл представи, ќе имаме и гостувања. Така да сакам да ја поканам прилепската публика од 17 февруари до 23 во таа недела на театар да ужива во представите кои што ги има продуцирано на нашиот театар, како и гостувањата. Сега ќе преминам на презентирањето на програмата, односно во понеделник на 17 ни доаѓа театар за деца и младинци во 12 часот со представата Ронја, една навистина многу добра представа која што има освоено многу награди на некаде околу 14 или повеќе награди на меѓународни фестивали. Вечерта во 20 часот ќе гостува театарот Златен Нелец со представата Хинкеман. На денот на театарот 18 февруари ќе се изигра представата која што е наша продукција, представата Ученикот во режија на Кирил Петревски во 20 часот. Во среда, на наша чест и задоволство, и посебно моја чест, ќе ни гостува МТЦ Зона, доста познатата во градот Прилеп, која што со представата Чернодрински се враќа дома во 20 часот, едни исклучителни млади луѓе кои што навистина заслужуваат да имаат дел во нашиот и репертуар, но и во прославата на нашиот 75 годишен роден ден. Децата се навистина прекрасни, ги поканувам прилепчани да видат, бидејќи сигурно таму ќе препознаат можеби и актери, а можеби и режисери. Во четврток на 20 ќе гостува Народниот театар Велес со представата Вечера за глупаци во 20 часот. Во петок на 21 гостува Народниот театар со представата Кокошка во 20 часот. Народниот театар Битола, да, се извинувам, во Народниот театар Битола со представата Кокошка во 20 часот. Во сабота на 22 ќе играме, мислам, ќе се изигра представата Бура во продукција на Народен театар Војдан Чернодрински во 20 часот. Режија е Џон Блондел. А во недела е главниот настан, односно главниот настан како за затварање на целата оваа недела, наречен е од Киријања до Ученикот, значи од првата премиера до последната премиера. Последната премиера ни Ученикот во декември која што ја дадовме. Тоа е панел дискусија каде што сакам сите оние љубители, прилепчани кои што го сакаат театарот, сакаат да изразговараат за театарот, каков бил, како сака да биде, да се сретнат со нас актерите, да споделат некакви мислења, некакви емоции, некакви чувства, можеби некакви критики, значи отворени сме како театарска институција се да чуеме. Во 18 часот тука во фоајето, кој сака слободно може да дојде на таа панел дискусија, а после тоа пријателите на театарот, групата The Hounds, познатата група, ќе имаат тука во фоајето концерт, па ги поканувам исто така прилепчани да дојдат слободно на концертот и да наздравиме за 75 години Народен театар Војдан Чернодрински. 75 години љубов. Ви благодарам. Да, не спомнав уште еден многу важен факт. Во нашите 75 години на сцената на Народниот театар изиграни се дадени се околу 360 премиери, изиграни се 7000 представи и имаме публика, сме имали публика за време на овие 7000 представи околу 1.700.000 гледачи. Тоа е една навистина голема бројка, кога ќе земеме фактот да направиме на компарација колку жители има државата наша и колку снимаме публика, тоа значи дека барем секој човек еднаш не посетил во нашиот театар.
Благодарам. Благодарам, Михајло. Извинете? Ансамблот, колку глумци бил? Да, тој важен факт исто така заборев да го кажам, многу важен. Нашиот ансамбл за жал брои 11 луѓе. Се надеваме дека ќе се прошириме во догледно време. Се надевам дека ќе имаме во однос на комуникации со министерства, со надлежни луѓе кои што се занимаваат со таа проблематика, дека ќе имаме некое проширување. Имаме некакви позитивни вести, но се уште немаме ништо за хартија, но да се надеваме дека во следниот период или па можеби во 75 години ќе добиеме поклон некаква таква информација за проширување на нашиот ансамбл. А дали има бројка во 75 години колку биле вкупно? Глумци, таа информација ја немам. Мислам да ја кажам. Но ако земеме фактот дека во Прилеп на оваа сцена сите познати имиња кои што ги имаме на македонскиот театар, сите поминаа низ овој филтер. Значи низ Прилепска, низ сцената на Народниот театар Прилеп. Да ги земеме сите големи имиња, сите од тука починале. И тоа и се обидуваме да го вратиме како театар и како раководство, младите луѓе да им дадеме шанса да бидат на сцената. Од минатата година, ако заприметивте, на нашиот репертоар има мало освежување, значи не се вработени актери, но имаме гости невработени актери, гости студенти, да дадеме една нова енергија и да им дадеме шанса. И тоа ќе биде приоритет наш како институција да им дадеме шанса, барем на актерите кои што имаат завршено во Прилеп, барем еднаш да имаат шансата да се покажат, да се докажат и да покажат што знаат на сцената на овој театар, па после тоа, нели, со барања, со притисоци, со молење и секако да се вработат луѓето. Ни требаат, навистина ни требаат луѓе и се надевам, имам некој така чувство и денеска е така и празникот љубов, енергија, вино, дека навистина ќе имаме позитивни резултати. Јас обично милувам да кажам секој роден ден славиме роден ден на нешто што не постои. Народен театар Војдан Чернодрински. Михајло кажа дека сме во склоп на Центарот за култура Марко Цепенков. И навистина ми е жал затоа што 75 години не е мала бројка, дај Боже сите да изчекаат и да слават јубилеи родендени. И сметам дека е повеќе од неопходно да бидеме театар, онака како што сме биле предходно, затоа што тоа го должиме на нашите предци, на сите актери кои што го дале својот влог и биле ентузијасти, едноставно туркале така како што требало да туркаат и ние туркаме, преживуваме, што е апсолутно погрешно, затоа што треба да живееме, да уживаме, а не да преживуваме. Ова се однесува не само за театарот во Македонија, општо за сите случувања и сите сектори во нашето општествено живење. Така да посакувам барем следната година да си речеме среќен или чести 76-ти роден ден Народен театар Војдан Чернодрински.